Над 20% од децата на возраст од 6 до 14 години имаат кариес. Црните флеки на белите заби се повеќе се изразени кај момчињата. Систематските прегледи покажуваат дека девојчињата имаат поголема храброст за да седнат на стоматолошкиот стол. 12% од девојчињата имаат пломбирани заби. Кариесот е најчестата хронична болест со која се соочуваат децата. Стоматолозите сметаат дека оралната хигиена не е на потребното ниво. За жал, Штипјани и општо македонците не се грижат многу за оралното здравје. Значи, не се посетуваат редовно стоматолозите, матични стоматолози. Контролите треба да се прават најчесто, значи 6 до 12 месеци. Меѓутоа, значи тоа е еднаш до 2 пати годишно. Меѓутоа, македонците и штипјаните не ги прават тие посети. Така, кога доаѓаат на стоматолог? Значи, доаѓаат најчесто на стоматолог кога веќе почувствуваат болка и веќе имаат страф од стоматологот поради таа болка, дека уште повеќе ги боли кога ќе дојдат на стоматолог. И соседна Србија води битка со кариесот. Пред само неколку дена во Штип се одржа првиот меѓународен симпозиум по дентална медицина, на која присуствуваа професори и студенти од стоматолошкиот факултет во Ниш. Тие истакна дека и кај нив кариесот зазема се поголем замав. Ми смо балканско подручје, така да... Ние сме балканско подручје, така што процентот на кариес и кај нас и кај вас е ист. Мора да се трудиме и да работиме што повеќе овој процент да го намалиме. Исхраната во најголем дел влијае на развојот на кариесот кај децата. Потребно е да се внесуваат намирници богати со калциум, фосфор, железо, магнезиум и флуор.